Благодарам Исус, благодарам Исус, благодарам Исус. Сакам само да ти кажам благодарам јас. Благодарам, благодарам Исус, благодарам Исус, благодарам Исус. Сакам само да ти кажам благодарам јас. Сакам само да ти кажам благодарам јас. Слава на Господ. Господ е добар. Слава на Господ. Господ е добар, алелуја. Не ли е добар? Колку е добар? Ние сме лоши по тело, ама поради Господ стануваме добри. Господ не учи на својата добрина и Он не прави добри. Инаку нашето тело, нашата ДНК, во нашето тело има злоба, отпадната природа. Господ е тој што не прави добри. Ние сами од себе не сме добри, никој не е добар. Некој овде ако мисли дека е добар, се лаже. Сами од себе не сме добри. Ако мисли дека е од добра фамилија, мајка му и татко му добри, тетките, стрините добри, нема шанси. Во ДНК, во нашата телесна природа има само злоба, отпадната природа. Така да ние поради Господ сме добри. Никој да не се лаже и никој да не се мами. Значи, ви реков, денес ќе зборуваме на тема приказна за христијанката која што беше без идентитет. Приказна за една христијанка која што немаше идентитет. И денес ви реков дека ова нема да биде класична проповед, него ќе биде приказна. Ќе ви раскажувам приказна. Нема класично да ви проповедам како што сте научени до сега, него ќе ви раскажувам приказна. Значи, приказна за една христијанка која што немаше идентитет, која што беше без идентитет. Живееше една христијанка некаде во некое време, не многу далеко, не во некое далечно царство, тука некаде близко до нас се живееше една христијанка. Незиното име може би беше Сара, може би беше Нурсена, може би беше Ајрија, може би беше Лиса, може би беше Елена, може би беше Александра, може би беше Иснија, може би беше Весна. Не знаеме со сигурност незиното име кое беше. Може би Шерибан беше, не знаеме со сигурност. Но битно е, таа христијанка беше христијанка и одеше во црква. И се декларираше себе си за побожна. Побожна беше, да, христијанка побожна. Се декларираше побожна, посветена на Бог. Се декларираше спасена, го дала животот на Господ. И така. Но таа христијанка постојано жалеше по убавите времиња од минатото порано. Не знаеме колку години имаше, али незиното срце постојано жалеше по убавите времиња од минатото. И таа постојано викаше: ех, порано колку убаво се живееше, а сега за никаде е. Минатото беше подобро од оваа сегашност. Така да сегашноста и се надвисна на глава и ја обви жената со темнина. Така зборуваше, сегашноста никаква е, за никаде,
И се струполи на глава сегашноста. И се струполи темнината на нејзината глава. Таа постојано зборуваше за своите неуспеси и порази и неуспехот стана нејзин печат. Постојано си зборуваше како таа ништо не е оди од рака, ништо не е како што треба, што и да почне, едноставно ништо не може да ја оди од рака, во ништо нема успех. И неуспехот стана нејзин печат. Се омажи и постојано зборуваше против својот маж. Ти си губитник. Ти не можеш да успееш во животот. Ти не можеш пари да направиш. Ти не можеш да заработиш пари. И бизнисот кој што го имаа со мажот ти почна да пропаѓа. Не просперираше. Таа христијанка роди деца и постојано зборуваше како нејзините деца се разуздани, како ќе се распуштат, како ќе станат уличари, како нејзините деца вакви, такви, онакви, се со поградни имиња зборуваше за нив. Не зборувам јас тука да ги искара. Вака, така, одиш по тој пат, ова си, она си, одиш по тој пат. Него таа постојано во неубав дух го кажуваше тоа. Таа се жалеше, таа мрмореше. Нормално, секој родител треба да си ги кара децата и да му кажеш ти одиш по овој пат, ова ти е патот на пропаста, таква личност си станала, ова ти е она, тоа е друго. Ама она не го правеше тоа, туку стално мрмореше во однос на децата. Дека се разуздани, дека уличари ќе станат, дека вака така. И на крај, низините деца престанаа да идат у црква. Таа постојано зборуваше пред децата против нејзиниот маж, дека е губитник и нон-стоп им зборуваше на децата да земат богати брачни партнери. Им викаше, шо ќе вие ваков да земете, или ваква некоја земе, на синовите им викаше, земи богата жена. На ќерките им викаше, земи богат маж. Треба богат маж да земеш. А не како јас тука, како што земав овој сиромашен губитник. Незините деца, реков, престанаа да идат во црква, поради сево ова и тргнаа по светот. Убава ли е приказната до сега? Таа постојано зборуваше за болести. Викаше, оваа болест овде ме фатила денес. Денес коленото нешто, како ме фатило ова коленото. И на секога што ќе го сретнеше, се само за болестите зборуваше. Немаше што друго муабет луѓето да зборат со неа. Ова денес ме фатило коленото, како ме боли. Колку боли, ноќеска не можев да спијам. Ова, она. А сега глава ме боли, а сега ова. А сега како ме боли стомак. Да знаеш колку маки јас страдам, да знаеш во какви болести јас страдам, колку страдање имам со овие болести, ве само да знаеш. Едва и чекаше некого да сретне и да му ги изнакаже на сите овие работи. Кој ќе најдеше некоја така жртвичка, која што беше вољна да ја слуша, ќе ја угушеше. Саат два изборуваше за болестите. Оти не секој е расположен да слуша такви работи. Мнозино ќе се тргнат и ќе свртат грб, дискретно ќе заминат да не ја навредат, нели? Оти не сакаат да слушат. Ама некоја така добричина, да ја кажеме наводници, ајде, ќе ја слуша и ќе угушеше. Саат време, на крај крајава таа која ќе си заминеше дотична особа од неа, она беше болна, да. Оти, има разлика да кажеш денес ова ми беше, денес ова ми е, као денес не ми е баш најдобро, али има разлика во кој дух го кажуваш. Не ми е баш најдобро, ама има вера во тоа дека ќе ти биде добро. Или ќе кажеш ќе ми помине во Исус, јас сум излечен вака така. Или да кажеш како констатација дека страдаш ти во болести. Како констатација, јас страдам, ова ми е, низ ова поминувам, низ она поминувам. Ама ако имаш вера во срце, ти ќе го кажеш во поинаков дух. Али на сето тоа ќе има поинаков дух. А таа не ги кажуваше во поинаков дух, таа ги кажуваше во дух на неверие, во дух на жалење, во дух на очај, во дух на мрморење.
И не, затоа што така кажуваше за болести, на крај тешко се разболе. Тешко се разболе, еден куп болести и се нашлепија. И се прикачи еден куп болести. На нејзините усти постојано имаше исповед за тоа како таа не може ова, не може она, таа не може да живее вака, као што живеат некои посветени христијани. Не може она такви страдања, не може. Не, таа не може. Таа не може за Бог ова да го направи. Таа не може она за Бог да го направи. Таа не може ова да го направи. Мажот треба да го направи дома. Шајка не може таа да закове. Мажот треба да ја закове шајката. Таа не може. Но нон-стоп на нејзините усни имаше збор не може. Јас не можам ова. Јас не можам ова. Јас не можам она. Ама јас не така како тебе. Ама јас така не како вас. Јас не можам сега како вас така да страдам. Што страдате без пари. Јас не можам, за Бог зборувам. Јас не можам како вас сега вие што ве прогонуваат, јас така да бидам прогонувана. Јас сакам да се живеам во удобност, јас сакам да се живеам во лагодност. Јас не сакам така за Бог. Ама јас не сакам да војувам за пари, зошто јас да војувам за пари? Не можам јас така за пари да војувам. Мене треба се да ми е погодено и јас за други работи да војувам за Бог. И се не можам, не сакам, не сакам. Не може она, не може ова. И сомнежот и двумењето станаат джинови во нејзиното срце. Значи, зборуваше така и сомнежот, двумењето и стравот станаат джинови во нејзиното срце. Како викаат во светот, доби уплав. Значи, она беше особа само со страв, исполнета и готово. И постојано двумење, не знаеш една одлука да направи, не знаеш една фарба за коса да купи, која да ја купи. А не за битни работи. Двумење, постојано двумење во нејзиното срце, постојано сомнежи. Не можам ова, јас не можам она. Јас не можам за Бог да ги оставам татко ми, мајка ми, брат ми. Јас не можам така како тебе, како другите што прават, не можам. И се плашеше од минатото, сегашноста, иднината. И затоа дојде страв во нејзиното срце. Таа се плашеше и стравот стана чудовиште во нејзиното срце. Ја изаде, на надвор ја јадеше веќе. И болестите, као што ви викам, се зголемија. Ја зграбчи, ја парализираше тој страв. Не можеше навечер да спие од страв. Не можеше 5 минути кога ќе седнеше мирна. Едноставно си беше уплашена беше за својата иднина, уплашена беше што ќе биде со неа, си беше уплашена. Што ќе се случи? Леле, како овој животот тежок многу. Парализирана беше од страв. Зборуваше дека има лош брак на сите роднини, пријатели, познати. Јас, мојот брак, не треба брак ваков да биде. Мојот брак за никаде, оти мажот ми не чини. Мажот ми не чини, тој мажот ми и неговата мајка, какви се, не чинат. Не чинат за никаде. Мажот ми може да е вакво. Мажот ми може да е... Ајде не кажувам сега вистински случаи, не е битно. Мажот ваков, мажот таков. Значи, зборуваше лош брак дека има. Зборуваше на пријатели, роднини, познати и дојде во фаза пред развод. Тргна да се разведува со мажот. Покрена бракоразводна парница. Зборуваше дека нема пари. Секојаш се жалеше дека нема пари. Јас немам пари. Го пееше тоа како песна. Се, немам пари, ние немаме пари. Као офанзивно ли се бранеше дека некој нешто ќе бара пари или не знам што. На тој начин едноставно си немаше пари. Тој беше во срце, тој беше на уста и ностоп зборуваше како нема пари таа. И не даваше десеток, не даваше прилози, не даваше никому ништо.
Затоа што таа немаше пари да купи поклон, затоа што таа немаше пари да даде некому пари, затоа што таа немаше пари за ништо. Роден ден доаѓа на пријатели, на блиски, таа нема пари да купи поклон. Се знае дека таа нема пари. И никој да не очекува од неа да добие нешто. Оти она има кажано. Така? Оти нема пари, се знае, да знаат сите. Еднаш кога во црква се проповедаше за давање и за финансии, за давање на десеток и за давање на прилози, таа после проповедта им зборуваше на сите дека десеток не треба да се дава затоа што тоа е под Стариот Завет. И постојано прашуваше: како да дадам сега десеток кога немам? И нон-стоп зборуваше како да дадам, и други заведуваше, и други ги свртуваше од Божиот пат. Зборуваше нон-стоп како да дадам кога јас немам. Како да дадам десеток кога немам, како да дадам прилози кога немам. Почна да зборува како долговите што ги имаат во однос на бизнисот, нема да ги платат, веруваше. Толку долгови имаме, ние нема никогаш овие долгови да ги платиме. Никогаш нема да ги платиме овие долгови. Никогаш. Толку долгови се направија, никогаш. И го обвинуваше постојано мажот за тоа, го обвинуваше дека не заработува доволно пари. Зборуваше дека никогаш нема да имаат пари во животот. Зборуваше: ние никогаш нема да имаме пари во животот. Ние никогаш нема да имаме пари во животот. Ние никогаш нема да имаме пари во животот. Нон-стоп така зборуваше. Тие како имаат таму некои си не знам колку пари. И нон-стоп приказно зборуваше како тие отишле на одмор некаде, колку пари имаат тие, колку пари овие имаат. Тој беа муабетите за болестите и за пари, кој колку пари има. Овие толку пари имаат. Не знам што биле ваму, оние онолку пари имаат. Таму биле на одмор, ваму биле на одмор, тоа купиле, она купиле и постојано викаше пари. Таа немаше вера во своето срце дека некојаш пари ќе има. Немаше. Ама со зборовите направи бизнисот, пропадна и банкротираа. Христијанката толку лесномислено кажуваше зборови, а тие исти зборови, како отровни семиња, израснаа околу неа и почнаа да го гушат нејзиниот живот. Сите тие зборови што таа ги изговараше беа отровни семиња. Беа отровни семиња. За себе си сама ги посеа. И тие отровни семиња беа малецки, али времето помина и еден ден израснаа джиновски станаа и почнаа да ја мотаат како тие растенија што мотаат, нели, како се викаат. Као лазачките растенија, други огромни као еукалиптуси, као палми, некои као лазачки, почнаа да ја гушат нејзе. Почнаа да ја гушат, нејзиниот живот почнаа да го гушат. Истите тие семиња што таа ги посеа со своите зборови, израснаа околу неа и почнаа да го гушат нејзиниот живот. И тогаш таа рече: ова не е животот што го сакам. Ова не е животот што го сакам, ама не рече во аспект ова не е животот што го сакам да го сменам, се сменив јас, не, него пак као жалење. Овој што живот имам јас овој живот не го сакам. Вака. Ова не е што го сакам животот. Таа зборуваше постојано, исповедаше негативно постојано. Звучеше многу лошо. Постојано зборуваше како во црквата ова не чини, како она не чини. Постојано таа знаеше што треба да се направи во црквата, како тоа не чини, она не чини. За секого таа знаеше што му е проблемот, голем знајач беше. За се имаше знаење. За секого имаше знаење што како му фали. Голем знајач беше. Се знаеше. Се знаеше. Знаеше на лидерите што им фали, знаеше на водачите што им фали, знаеше во црквата што фали, што не чини. Едноставно се знаеше. И во сето тоа, таа мислеше дека Бог постапува многу лошо со неа. Почна да сваќа дека Бог постапува многу лошо со неа. Почна да се сомнева во Божиот карактер. Дека Бог не е толку добар како што кажуваат. Почна да се сомнева. Да мисли дека Бог не е добар Бог.
Оти како може кон сите да е добар, други викаат Бог е добар, ако не е добар, се чудеше. Како може сега иста сестра некоја во црква кон неа е добар, и таа вика Бог е добар, Бог ме благослови ова, Бог ме благослови она, таа самата не благословена. Не разбира. И свати дека Бог не е добар кон неа. Али почна да се сомнева воопшто дека Бог е добар. А всушност таа не разбираше дека таа самата е виновна за се лошо во својот живот. Таа не знаеше дека таа ја има силата врз својот јазик и уста. И ви повторам. Таа не знаеше дека таа ја имаше силата врз својот јазик и уста. Со своите лоши зборови таа си го упропасти својот живот. Со своите лоши зборови. Не разбираше дека таа е налик на Бог. И дека исто како и Бог што се создаде и скреира со збор, така и таа си го креира својот живот. И животите на блиските своји. Таа си го искреира животот во кој што живееше, кој пате ми беше ужасен. Со своите лоши зборови, што пред малку ви ги набројав, некој од нив. Таа си го искреира својот живот. Ради нејзините зборови, нејзиниот живот беше таков. Незе воопшто не и текна дека човекот е единственото создание Божјо кој може да ги изразува своите мисли и ставови со зборови и на тој начин дека создава, креира исто како што Бог креира. Ме слушате ли? Не и текна воопшто дека човекот на земјата е единственото создание кој што Бог го создал, кој што може да мисли и да се изразува како Бог. Што се изразува? И на тој начин, кога се изразува со своите зборови, тој човек креира. Не и текна на тоа. Но за голема радост, еден ден што се случи. Случајно налета на проповед, која што темата беше зборовите имаат сила. И во таа тема се зборуваше дека нашите зборови имаат сила, нашите мисли имаат сила. Дека ние со мислите со кои што мислиме и зборовите кои што ги изговараме, сами сме си го направиле животот кој што го живееме. И кога го слушна таа се шокираше. Го слушна тој и се шокираше. Не беше јасно. И тогаш слушна Изреки 18:22. Изреки 18:22. Смртта и животот му се подчинети на јазикот и оние што го владеат ќе вкусат од плодовите негови. Изреки 18:22. И таа свати вели, смртта и животот му се подчинети на јазикот. И што зборуваш со својата уста, ти тоа ќе го вкусиш во животот. Ако ти зборуваш живот со својата уста, ти ќе вкусиш живот. Ако зборуваш смрт, смрт ќе вкусиш во својот живот. Пустош. После ги сретна Изреки 6:2. И Бог изборуваше преку Изреки 6:2. Ти си се врзал со зборовите на устата своја. Фатен си со зборовите на устата своја. Бог и рече, ти си се врзала со зборовите на устата своја. Ти си фатена во зборовите на устата своја. Изреки 6:2. Значи, се што таа кажала со своите зборови, се што таа помислила и го изговорила во зборови, таа го направила за свое зло. Се врзала. Сама себе си се врзала. Исповрзана целата. Не може да мрдне, парализирана. И свати дека во замка, сама се ставила во замка. После го сретна Марко 11:23, во кој што вели, имајте вера во Бога, оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, дигни се и фрли се в море, и не се посомнева во срцето свое, и поверува дека ќе биде како што рекол, ќе му се исполни што и да каже. И таа свати дека ако таа место да зборува како претходно што зборуваше,
се жалеше и нон-стоп кажуваше за проблемите на сите што ги има, место да зборува така, да почне да зборува позитивно и да почне на своите проблеми да им наредува во име на Исус да си одат. Као што вели Марко 11:23. Таа свати дека може на сиромаштијата да им нареди во име на Исус да си оди од нејзиниот живот. Таа свати дека на болестите може да им нареди да си одат од нејзиниот живот во име на Исус. Свати дека сама може да го направи тоа. Дека не мора некој лидер, пастор да го прави тоа за неа. Таа има власт и авторитет од Исус сама да го направи. Римјани 10:8. Римјани 10:8. Вели, но што вели писмото? Блиско до тебе е словото, во твојата уста и во твоето срце. Односно словото на верата што го проповедаме. Бог ќе рече дека блиско е словото во нејзиното срце и во нејзината уста. Словото на верата. И дека таа, ако почне да зборува Слово Божјо, ако го стави тоа слово во нејзината уста и ако го стави во нејзиното срце, таа ќе просперира. Ако почне да го прокламира Божјото Слово, дека таа ќе просперира. Затоа што тоа Слово е блиско. Блиско е. До нејзиното срце, до нејзината уста, пак ќе ви го прочитам. Но што вели писмото? 10:8 Римјани. Но што вели писмото? Блиско до тебе е Словото, во твојата уста и во твоето срце, односно Словото на верата што го проповедаме. Словото на верата што го проповедаме е ова, оружјето наше, Библијата. И тоа е блиско, блиско до нашите срца и блиско е до мојата уста. Ај кажете сите, Словото Божјо е блиско до моето срце и до мојата уста. Словото на верата што е проповедано за Исус Христос. Амен. Така да, од кога ова го чу христијанкава, беше восхитена. Што открита? Беше восхитена. Беше очарана беше. Таа откри вистина. Од кога го откри овој духовен закон, таа беше восхитена. Таа беше восхитена. Леле, што откри? Бисер. Најде бисер. И отиде на сите да се фали. Што откри? Се чудеше како можела да биде слепа и глува досега, цело време. Како можела да биде слепа и глува цело време досега? Како можела да не свати дека човекот со своите мисли и со своите зборови си го креира животот, си ја креира иднината, си ја креира сегашноста? Како можела да не свати? Како можела да не свати досега? Како можела таа вистина да не биде откриена досега? Како можело? Како можело? Таа е верник 5 години, а досега тоа не го знаела. Како може така? Беше фрапирана. Човекот го создава, го креира она што го говори постојано. Таа откри дека од зборовите се создава се. Се креира животот, добар или лош. Дека каков ќе ти биде животот, добар или лош, зависи од тоа какви зборови изговараш. Таа свати дека нејзиниот живот е лош, катастрофа, поради нејзините негативни лоши зборови, исповеди, прокламации. И таа одлучи да го смени начинот на кој таа зборува. Тоа е своите лоши негативни зборови да си ги замени за да се искреира добар, убав живот. Таа свати дека мора поинаку да почне да зборува, за да си го смени животот. Таа почна да чита Библија и почна да гледа на себе си на нов начин. Значи, таа и порано читаше Библија, ама не гледаше на себе на таков начин. Таа почна на себе си да гледа на нов начин. Почна да ја разбира вистината за Исус, неговото распнување и смрт и воскресение, почна да разбира зошто Исус умрел всушност. Зошто воскреснал? Кое е воскресението? Што е воскресението? Што има воскресението таа? Што и дава воскресението? И почна себе си да се гледа со поинакви очи.
го смени начинот на кој што гледаше на себе си и на другите. И што свати таа? Сега ќе ви читам стихови, не мора да ги барате, само така како спомнување ќе ги кажувам. Значи, таа свати дека таа е ново создание во Исус и дека е родена од нераспадливото семе на Словото Божјо. 1 Петар 1:23. Не мора да барате. Пак ќе ви повторам. Таа свати дека е ново создание во Исус и дека е родена од нераспадливото семе на Словото Божјо. 1 Петар 1:23. Во скриптите го имате се во ова што ќе ви го читам. Мислам, нема се да прочитам. Во скриптите имате повеќе работи, али тоа е тоа што сега ви читам. Значи, што вие треба да сватите? Што ние треба да сватиме? Ние сме ново создание во Исус. Имате сето тоа во скриптите, што сега ви читам. Може и дури да си одите, свртете на другата страна и читајте као, еве, ново создание во Христос. Значи, нема се, овде сега се што ќе кажам, во скриптите има повеќе работи, али ете, некои работи. Таа свати дека е ново создание во Исус. И еве ги стиховите, гледате, имате стихови. Имате стихови. Значи, за се имате стихови, извадено стихови. Сега само ќе ги спомнам во проповедта, вие си ги имате тие стихови таму. Таа свати дека е ново создание во Исус. Таа свати дека е Божјо дете, Божја ќерка, Божја принцеза. Јован 1, 12 и 13. Таа свати дека е откупена од проклетството на законот. Галатјани 3, 13 и 14. Таа свати дека е слободна од силата на темнината и премина од царството на темнината во царството на светлината. Премина во Божјото царство, не е веќе во царството на темнината. Колосјани 1, 12 и 13. Таа свати дека е седната заедно со Исус на престолот. Се е под нејзините нозе свати. Ефесјани 2, 6 и 7. Таа свати дека има Божјата праведност преку Исус. Свати дека е праведна преку Исус. 1 Јован 1:9. Таа свати дека го има умот Христов. 1 Коринтијани 2:16. Таа свати дека има силата на Светиот Дух. Лука 4:14, Дела 1:8, Римјани 8:11. Таа свати дека има авторитет да полага раце на болни и тие да оздравуваат. Свати дека таа има авторитет. Таа свати дека има авторитет во име на Исус, Лука 10:19. Таа свати дека го има целиот авторитет и власт над ѓаволот и неговите сили и дела. Слушате? Свати дека го има целиот авторитет над ѓаволот. Таа сама го има целиот авторитет над ѓаволот. Секој христијанин го има целиот авторитет над ѓаволот и неговите сили, демони и началства. Секој христијанин, кажете секој христијанин, го има авторитетот, цел над ѓаволот, над неговите сили, демони и началства. Така е, амен. Таа свати дека го има, ви реков, целиот авторитет над ѓаволот. Лука 10:19, Марко 16:17, 1 Јованово 3:8. Таа свати дека тој што е во неа е поголем од оној што е во светот. Свати дека нема потреба да се плаши од ништо. Тој што е во неа е поголем од оној што е во светот. Нема зошто да се плаши. Нема зошто од никого и од ништо во животот да се плаши. Нема зошто да се плаши од луѓе. Тој што е во неа е поголем од оној што е во светот. Што може човек да и направи? Ништо. Што може сиромаштијата да и направи? Па таа е веќе под нејзините нозе. И почна да го прокламира тоа. Таа свати дека може се преку Исус на кој дава сила. Филипјани 4:13. Нели пред тоа викаше не можам. Јас не можам ова, јас не можам оно, јас не можам вака, не можам така. И поради тоа дојдоа болести и немоки што така зборуваше не можам. И стварно после не можеше ништо. Ништо не можеше да направи. Така да таа свати дека може се преку Исус кој дава сила. Филипјани 4:13. Таа свати дека делата кои Исус ги вршеше, може и таа да ги врши. Јован 14:12.
Таа свати дека е амбасадор, пратеник Божи на земјата, за да ја проповеда добрата вест, пораката, евангелието. Кажете, ние сме амбасадори Божи. За да ја проповедаме. Добрата порака. Евангелието за Исус Христос. Амен. 2 Коринтијани 5:20. Таа свати дека е солта на земјата, Матеј 5:13. Таа свати дека е светлината на светот, Матеј 5:14, Ефесјани 5:8. Таа свати дека е повеќе од победник, Римјани 8:37, 1 Јованово 5:4, 2 Коринтијани 2:14, Псалм 44:5, Откровение 12:11. Значи, таа свати дека е силна во Господ, Јоил 3:10. Филипјани 4:13. Таа свати дека е благословена. Свати дека сите благослови кои што беа врз Авраам се врз неа. Кажете сите благослови. Што беа врз Авраам се врз мене. И јас си ги земам. Сега во вера. Во името на Исус. Амен. Значи, преку Аврамовите благослови, таа беше благословена. Галатјани 3, 9, 16 и 29, Галатјани 3, 13 и 14. Таа свати дека е излечена преку раните на Исус Христос. Исаја 53:5, 1 Петрово 2:24. Таа свати дека Бог никогаш нема да ја остави. Исаја 49:15. Таа свати дека е спасена. Спасена е. Незината душа, дух, тело, целосно се спасени. Таа свати дека е спасена, откупена е преку крвта Христова од гревовите и дека таа е спасена, дека таа има откуп за незината душа. Незината душа е откупена. Римјани 10 од 8 до 11. Таа свати дека има вечен живот. Јован 5:24. Таа свати дека нема осуда за неа. Јован 3:17 и 18. Таа свати дека гревовите ѝ се простени. Исаја 48:25. Јован 1:9. Не одам по скриптата поред, мислам, тука други работи не запишав, така да, али сето тоа го има во скриптата, сепак не е поред. Ви кажам, не е поред, али го има се во ова што го читам. Плюс има други работи во скриптата. Таа свати дека никаков ѓавол не може да го одземе нејзиниот живот. Исус ги има клучевите од животот и смртта. Тоа што се плашеше за својот живот, се плашеше да не умре, се плашеше да не се разболи, се плашеше да не се случи нешто. Таа свати дека Исус ги има клучевите од животот и смртта. Откровение 1:18. И нема потреба да се плаши. Ако таа оди во Христос како што треба, ако се напојува од Христос, ако живее во Христос, нема потреба да се плаши од смрт. Исус ги има клучевите. Ниедно влакно од главата нема да ни падне, без знаење на Исус. Тој ги има клучевите од животот и смртта. Ѓаволот не ни може ништо. Не може да ги украде нашите животи ѓаволот. Откровение 1:18 и 19. Така да, вие што се плашите за својот живот земски, не плашете се. Не плашете се. Таа откри дека има вечно откупување од Исус преку неговата крв. Евреи 9 глава 11 и 12. Таа откри дека откупена со крвта Христова, има опростување од гревовите според богатството на неговата благодат. Ефесјани 1:7. Таа откри дека е сакана од Бог. Римјани 8:35 и Јован 3:16. Таа откри дека е дом на Светиот Дух, дека е храм на Светиот Дух. Дом. Зборот дом поубаво звучи, затоа што на вистина сме дом на Светиот Дух. Дом, ние сме дом, Светиот Дух живее во нас. И таа свати дека има силата на Светиот Дух. Свати дека истата сила што го воскресна Исус од мртвите живее и во неа. Е свати дека нема потреба таа да биде повеќе болна. Дом на Светиот Дух, стихови 1 Коринтијани 3:16. Таа свати дека Бог ја слуша кога моли, 1 Јован 5:14 и 15. Таа свати дека му давала место досега на ѓаволот. За некој од вас ова може откровение ќе биде. Таа свати дека му давала досега место на ѓаволот со својот живот. На никого не давајте место на ѓаволот.
Таа свати дека таа му давала место на ѓаволот, затоа ѓаволот имал власт врз нејзиниот живот и со гревот, и со болестите, и со сиромаштијата. Ефесјани 4:27. Таа свати дека Бог ја слуша, рековме, прво Јован 5:14 и 15. Таа свати дека ако му се упорно противи на ѓаволот, тој ќе побегне од неа. Јаков 4:7. Таа свати дека има полнота во Исус, Колосјани 2:10, и таа свати дека има победа над стравот, 2 Тимотеј 1:7. Сакам сега да се задржам малце и нова дека имаме полнота во Исус, таа што свати. Некои од вас можеби сте имале операција, можеби ви фали некој дел од телото. Добро, нема инвалиди во црква. Моментално сега нема луѓе што се инвалиди. Некои луѓе христијани што се инвалиди. Некој им фали дел од телото од операција или болести, им фали. Некој од вас, затоа што сте самци, се чувствувате некомплетни, нецелосни во Исус. Некои од вас едноставно може би биле сирачиња, пораснали као сирачиња и не се чувствуваат целосни во Исус. Сакам да ви кажам дека во Исус сте целосни. Во Исус сте целосни. Затоа што во Исус секој наш недостаток е пополнет. Ништо не ни фали во Исус. Ништо. Ништо не ни фали. Ако ти фали, ако те оперирали некој орган, ти си целосен во Исус. Ништо не ти фали. Ако ти си пораснат као сираче, не си имал родители, Бог е твојот татко. Ништо не ти фали. Ништо не ти фали. Во Бог имаш и мајка и татко. Ако ти немаш маж или немаш жена, ништо не ти фали во Бог. Ти си целосен во Бог. Ти си целосен во Бог. Сватете дека ние не мора да имаме маж или жена за да бидеме целосни. Мажот или жената нас не прават целосни. Нашиот завет со Христос не прави целосен. Не ви треба маж и жена за вие да бидете целосни. Не му верувајте на Бог и тоа што ве лажат, мажи се, жени се и такви работи што ви прават притисок. Вие веќе сте целосни во Христос. Исто како мене кој што имам маж, исти сме. Или немате деца, некој нема деца и тој недостаток демек не е целосен затоа што нема деца. Не е вистина. Ние веќе сме целосни во Господ. И да имаме и да немаме физички деца, ние имаме духовни деца. И сме повикани да ствараме духовни деца во име на Исус и да растеме во име на Исус. Така да имаме полнота во Исус. Колосјани 2:10. Таа свати дека има победа над стравот, 2 Тимотеј 1:7. И таа свати дека нејзиното право семејство се оние по вера и дека таа на нив прво треба да им прави добрини, а потоа на другите. Галатјани 6:10. И сега, всушност сега што е поентата на себе ова? Оваа христијанка го смени начинот на гледање на себе си. Таа свати дека Бог гледа на неа поинаку од што таа гледала досега на себе. Таа свати гледала погрешно на себе досега. Имала погрешен идентитет за себе си. Била без идентитет во Христос. Немала идентитет вистински во Христос. Или ако некаков идентитет имала погрешен идентитет во Христос. Тоест била без идентитет, као што јас би рекла. Била без идентитет, немала идентитет во Христос. И затоа гледала на себе си и на другите луѓе, браќа, сестри, или на околината на светот, гледала погрешно. Гледала погрешно со изопачени очи. И на тој начин си правила зло и на себе си, и на тој начин им правила зло и на браќата и сестрите во црква, на лидерите, и на тој начин правила на другите луѓе наоколу зло. И затоа таа еден ден сето тоа која снеала, кога веќе била целата оботана и во замка. И таа свати и почна и се сложи. Таа се сложи со Божиот начин на гледање на работите, на светот и на сама себе си. Таа се сложи со сево ова што ви прочитав, стиховите што ви ги кажав, таа се сложи. И таа рече, па ова е мојот идентитет во Христос. Јас сум ова. Јас си го зимам овој идентитет во Христос. Јас од сега така ќе гледам на себе си.
Јас од сега така ќе гледам на себе си. И што направи таа? Таа почна да го зборува, да го кажува сето она што Бог ќе го кажа. Полека, таа на почеток почна полека. Полека почна. Не почна таа одма, Рафали. Полека почна да го кажува, полека почна да го прокламира се во ова. Полека. Или тука што го имате тука што го имаме во скриптава. Таа почна се во ова полека да го прокламира. Полека почна да го прокламира. Но сепак таа почна да го прокламира. Сепак. Почна на тој начин да го менува својот начин на зборување. Почна поинако да зборува. Почна да го исповеда зборот Божи и Словото Божјо. На почеток, тоа што го исповедаше беше како пелтечење, дивко, уплашено, недоверливо. Но како продолжуваше да го зборува зборот Божи, таа стануваше се посмела и посмела. Почна смело да го исповеда зборот Божи и пред луѓето, дома насамо, дури и пред луѓето почна сила да добива. Почна да го зборува сето тоа што Бог ќе го кажал, дека е, дека има, дека може, дека ќе добие од Бог. Не се плашеше да го кажува насамо и пред луѓе. Не се плашеше. Бог ќе рече, ќе ти просперира бизнисот. Таа почна да го зборува, затоа што таа веќе го прокламираше дека бизнисот ќе просперира и го веруваше. И го веруваше. И почна да зборува, мојот бизнис ќе просперира. Таа прокламираше, јас сум Божјо дете, јас сум ново создание, јас сум откупен од проклетството на законот и затоа мојот бизнис ќе просперира. Законот нема власт врз мене, сиромаштијата нема власт врз мене. Тој од Стариот Завет. Во Христос јас имам богатства. Во Христос јас сум просперитетна. Во Христос јас сум успешна. Во Христос јас сум богата. Мојот бизнис ќе просперира во Христос. Таа почна да зборува, јас сум слободна од силите на темнината и пренесена сум во Божјото царство. И затоа никаков демон нема власт врз мене. Сотона, напушти го мојот ум. Јас сакам да мислам онака како што Христос сака да мисли за мене. Така почна да зборува. Јас сакам да го имам умот Христов. Оди си од мене, Сотоно, во име на Исус те наредувам. Оди си од мојот ум. Оди си од моите мисли. Јас сум пренесена од царството на темнината во царството на светлината. И затоа немаш власт врз мојот ум, немаш власт врз моето тело, немаш власт врз мојата душа, немаш власт врз мојот дух. Оди си од мене, Сотоно, во име на Исус. Болести, одите си од мене. Почна да наредува, почна да прокламира. Прокламираше. Нареди, рече, јас сум седната на небесата заедно со Исус. Јас царувам заедно со Исус. Се ми е покорено, се е под моите нозе. Сиромаштија, ти си под моите нозе, напушти ме во име на Исус. Повикувам да дојдат 200 евра, еве, например. Повикувам да дојдат пари за сметки во мојот живот во име на Исус. Кога немаше да си ги плати сметките, таа рече, јас сум седната заедно со Исус. На небесата сум седната заедно со Исус, се е под моите нозе. Дојдете пари за сметки во мојот живот, во име на Исус ви наредувам. Сиромаштија, ти си под моите нозе. Никаков недостаток мене нема да ме владее. Никаков недостаток мене нема да ме владее. Пари, дојдете во име на Исус за сметки да платам. Пари за кирија, дојдете во мои раце, во име на Исус ви наредувам. Ама го прокламираше Словото. Словото. Седната сум заедно со Исус. Си ги знаеше правата. Знаеше што права има во Христос. Кога ги знаеш своите права, ти можеш да се повикаш на тие права. Можеш да се повикаш на тие права. Словото е твоето право. Ветувањата Божји се твоето право. Се оно што Бог ни ветил, Бог ќе го оствари, ќе ни го даде. Тоа е нашето право. Ама ние треба да го знаеме. Зборуваш, јас сум излечена преку раните на Исус. Јас сум силна во Исус. Таа беше слаба, немокна. Но зборуваш, јас сум силна во Исус. Јас сум силна духовно. Јас сум силна материјално. Јас сум силна физички во име на Исус. Имам сила како на коњ. Во име на Исус. Амен. Јас сум силна. Материјално, јас сум силна во пари во име на Исус. Зборуваше. Тако зборуваше тоа.
Јас немам никаков недостаток, јас сум сол на земјата, јас сум победник, јас сум праведна во Исус. Се што ми треба го имам во вера во име на Исус. Јас имам силата на Светиот Дух, јас имам авторитет над ѓаволот, јас имам авторитет да полагам раце на болни. И си полагаше раце на своето тело и се молеше за себе. И полагаше раце и на други луѓе кои што беа болни и почнаа да оздравуваат. Зборуваше, јас сум светлина на светот. Нема осуда за мене. Јас имам вечен живот, јас сум сакана од Бог. Јас сум сакана од Бог. Кажете, јас сум сакан од Бог. Мојот Бог никогаш нема да ме остави. Мојот Бог ме сака. Луѓето и да не ме сакаат. И да не ме признаваат. И да не ме почитуваат. Бог ме сака. Бог ме цени. Поради мојата вера во Него. И се оно што правам за Него. Бог ме сака. Бог ме цени. И да не правам ништо за Него. Тој ме сака. Јас сум прекрасен. Затоа што Тој чудесно ме создал. Во име на Исус. Амен. И така таа христијанка прокламираше. Таа свати дека вистинска понизност е во животот да се сложиш со она што вели Словото Божјо. И таа почна да се слага со се ова што вели Словото Божјо за неа. Почна да се слага. И како што се слагаше, почна да го прокламира тоа. Излегуваше, беше во незиниот ум, почна во незиниот ум да бива, беше во незиното срце, почна да излегува од незината уста. И почна да се слага со се ова што Бог е го кажал дека е. И таа почна себе си да се нарекува нешто што пред тоа не можеше ни да го помисли. Таа се нарече себе си принцеза, таа се нарече себе си богата, таа се нарече себе си силна, таа се нарече себе си успешна, ама имаше слово од Бог дадено за сето тоа, да верува дека е така. Таа свати дека ако се сложи со она што Бог го вели за неа, таа ќе напредува во Бог и ќе биде се повеќе налик на Бог. Таа свати дека на тој начин таа ќе го има Божјиот идентитет, Божјиот имидж, ќе биде налик на Бог, ќе го има Божјиот идентитет врз себе. Таа свати дека на тој начин таа ќе му ја затвори устата на ѓаволот и ќе победи над ѓаволот. На почеток таа и не веруваше баш во се ова. На почеток таа и не веруваше баш во се ова, слушате? Но сепак почна да исповеда. Во прво време почна со малку, неколку работи од ова исповедаше во прво време. Али по некој време почна да го верува тоа. И не само што почна да го верува, и се зголеми капацитетот за исповедање. Место 5 точки почна 8 да исповеда на ден. После место 8 почна 10 да исповеда на ден. И така, и таа почна да го верува сето тоа. Почна да го верува, нешто се смени во нејзиното срце. Нешто се смени. На почеток таа не го веруваше. Сето ова за идентитетот во Христос и што требаше да исповеда и како што исповедаше. На почеток не го веруваше, ама ја свати вистината и почна да го исповеда и почни да го верува. А што вели Словото? Без вера не може да му се угоди на Господ. И кога ти веруваш нешто, што го исповедаш, што го прокламираш, Бог ти го дава. Амен. И од нејзиното срце почна да извира храброст. Таа стана храбра. Исповедаше дека е богата. Нејзините пријатели мислеа дека е чукната, затоа што немаше никакви богатства во нејзиниот живот, никакви пари немаше. Таа велеше нашиот бизнес ќе просперира. И сите се чудеа кај ќе просперира, они банкротирале за никаде ова она. И ништо ја оставија. Таа велеше јас ќе оздравам.
Затоа што сум излечена преку раните на Исус. И немаше никаква најава за незиното исцеление. Немаше најава никаква ни за нивниот просперитет. Немаше. И пријателите се чудеа. Си мислеа дека малку полудела. Нештата останаа непроменети. Таа прокламираше, меѓутоа нештата останаа непроменети. Немаше доказ за незините зборови. Но христијанката знаеше дека ја има Божјата чудесна сила во своите зборови, во својата исповед. Таа знаеше во срце. Дека ја има силата Божја во своите зборови и во своето срце. Тоа што го верува и што го исповеда. Таа знаеше дека има сила тоа. Таа знаеше дека во согласност со Словото Божјо од Евреи 4:12, дека Божјото Слово е живо и дека действува и дека работи во нејзина корист. Таа знаеше дека не гледа, меѓутоа знаеше дека Словото се движи. Таа прокламира и дека Словото се движи и дека еден ден таа ќе ожне. Не се обесхрабруваше, беше храбра, беше смела. Таа знаеше дека Божјото Слово изречено со устата ќе ги донесе промените во нејзиниот живот, кои толку многу и требаа очајно. Таа веруваше во своето срце во она што го вели Божјото Слово и постојано го исповедаше. И не само таа постојано се поучуваше од Словото Божјо, као што вели во Исус Навин 1:8. Да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе, за да разбереш како ќе го извршуваш се она што е напишано во неа, зашто тогаш ти ќе имаш успех во патиштата свој. И умно ќе постапуваш. Затоа таа дење ноќе студираше за нејзиниот идентитет во Христос. Таа сакаше да научи се за тоа. И за да има успех во тоа што прави. И не само тоа, Словото Божјо го студираше. Дење ноќе, како што вели 1:8. Исус Навин, затоа што вели, зашто тогаш ти ќе имаш успех во сите своји патишта. И умно ќе постапуваш. И таа го правеше тоа. Оваа жена научи дека вистинска понизност е да си зависен за се од Христос. Таа научи дека Словото кој го прокламираше со вера, постојано дење ноќе е вистина. И знаеше, како што вели во Исаја 55:1, моето Слово што излегува од мојата уста не се враќа празно, туку го исполнува она што му е угодно и го прави она што Бог го испратил. Значи, веруваше дека Божјото Слово се движи и дека тоа Слово Бог го испратил и ќе направи таа да просперира финансиски. И ќе го пополни секој недостаток, затоа што Бог го испратил тоа Слово за неа, за нејзиниот идентитет, затоа што царска ќерка му припаѓа на Бог и таа нема да има никаков недостаток. Бог го испратил тоа Слово за неа и дека тоа Слово се движи и таа дека еден ден ќе го жнее тоа. Таа знаеше дека е излечена преку раните на Исус Христос. Иако во физичкото немаше се уште исцеление, немаше најава од нејзиното исцеление. Не само што не беше подобро, туку и беше и полошо. Таа одлучи да не паѓа во депресија, одлучи да не паѓа во очај, него да продолжи да прокламира. И продолжи да прокламира. Затоа што веруваше дека Бог е добар. Бог е добар. Веруваше дека Бог ќе го даде сето тоа зашто моли и прокламира. Работите во почетокот не беа променети, но со тек на време почнаа да се менуваат. И пробивот на промените почна кога таа застана на Марко 11:23-24. Кога почна да врзува во име на Исус. Ќе ви го прочитам пак. Марко 11:23-24. Кога таа почна да наредува во име на Исус, еве 11:23. Имајте вера во Бога, оти вистина ви велам, ако некој рече на оваа планина, надигни се, фрли се в море и не се посумни во срцето свое, поверува дека ќе биде како што Бог рекол, ќе му се исполни што и да каже. Пробивот почна кога таа почна да наредува. Оди си болест на плуќата од мене во име на Исус. Оди си артритис од мене во име на Исус. Оди си сиромашти од мене во име на Исус. И не се сомневаше во своето срце. Веруваше. И продолжи да прокламира. И не се сомневаше. И наредуваше во име на Исус. И прокламираше Слово. Која е таа во Исус и што и припаѓа.
припаѓа во Исус, само правата си ги прокламираше. Како секој еден од нас што треба да застане и да си ги прокламира правата. Бог ни ги дал права. Наше е да застанеме да си ги прокламираме тие права. Пред Бог, пред ѓаволот и пред луѓето. Затоа што тај на пријателите им зборуваше, јас ќе просперирам. Бизнисот ќе не биде успешен. Затоа што тај на своите деца насекаде кажуваше дека таа ќе биде богата. Затоа што таа кажуваше, таа беше во очајна здравствена состојба, ама кажуваше, јас ќе бидам излечена, Господ ќе ми даде сила како на коњ. Остана верна, остана доследна, затоа што знаеше дека Бог е силен и верен и доследен е Бог. Иако се влоши сета нејзина ситуација и финансиска и здравствена, таа не падна. Болките во телото ѝ се зголемија. Таа не се предаде. Продолжи да верува, моли и прокламира Слово Божјо. Поминаа недели, поминаа месеци. И Словото Божјо почна да дава плод. Почна да истанува подобро. Почна бизнисот да просперира. Почна децата да се враќаат во црква. Со мажот и почнаа да се разбираат, да имаат повеќе разбирање во бракот. И што свати таа? Таа свати во сево ова, дека наместо сомнеш има вера. Наместо успех, наместо неуспех, сега има успех. Наместо неуспешна да е, таа свати дека е успешна. Таа свати дека наместо страв има вера. Наместо депресија сега има радост. Наместо болест има исцеление. Наместо слабост сила. Таа почна да се чувствува, чувствуваше таа сила веќе во телото. Тоа не беа веќе само зборови. Таа чувствуваше таа сила во телото. На почеток и не беше силна како коњ, али имаше сила во своето тело. Почна да ја чувствува таа сила во своето тело. Ја чувствуваше силата во своето тело. Беше силна. Беше силна во своето тело. Беше силна здравствено, беше силна финансиски. Почна силна да станува финансиски. А пред тоа само збор беше. Јас сум силна финансиски. Само еден обичен збор во реалноста не беше материализирано, не беше реализирано. Само збор беше. Јас сум излечена преку раните на Исус. Али сето тоа стана вистина и во реалноста. Таа свати дека има радост, наместо радост и надеж, наместо очеј. И така, оваа жена живееше како од Исус Навин 1.8 што ви читав, се поучуваше дење ноќе од Словото Божјо, се вздлабочи, ги студираше стиховите, студираше кои се нејзините права во Христос, студираше кој е нејзиниот идентитет во Христос и тој стана реалност во нејзиниот живот. Затоа што таа се претопи во Бог, се претопи во Божјото Слово и Божјото Слово стана реалност. Сите богатства земски стана реалност во нејзиниот живот. Се доби што и требаше. Доби дом, кој што го изгуби кога банкротира, го дадоа на хипотека, доби кола, доби здравие, се доби. Бизнисот просперираше, се доби. Затоа што таа дење ноќе се поучуваше Словото, а Словото вели во Исус Навин 1.8 да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе. Таа дење ноќе се поучуваше. Ке станеше навечер ќе почнеше да ги медитира стиховите и да ги прокламира. Не, има да си одиш болест од мене во име на Исус. Не, јас сум богата во Исус. Јас сум силна финансиски, јас сум силна материјално. Јас сум спасена, јас сум оправдана, јас сум очистена со крвта Христова. Едноставно си ги прокламираше своите права да си оди ѓаволот од нејзиниот живот, да ги напушти тие подрачја кои што беа загрозени во нејзиниот живот. И таа научи дека е воин во Христос. Воин. Ние сме војни во Христос. Ние го имаме идентитетот Христов и сме војни во Христос. Тој идентитет ни припаѓа. Само треба да се облечеме во него и
се е наше во име на Исус. Благослов, бидете благословени и успешни и победоносни и секоја ваша прокламација, секоја ваша молитва, секоја да стане реалност како во животот на оваа жена во име на Исус. Амен. Амен.